17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и овој пат сте на фреквенцијата на телевизија Сонце да го проследите најновото издание од емисијата од своја страна. Пред да ја најавам мојата денешна тема, ќе ви ја представам мојата соговорничка, гостинка во денешното ново издание од своја страна. Станува збор за психолог, психотерапевт и едукатор Марија Конеска, која ни доаѓа од Центарот за развој, едукација и советување на деца и млади Марија Маша. Марија, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од емисијата од своја страна и вака по втор пат и да проговориме за една многу значајна, важна општествена тема која ја одбравме за денешниот разговор. Ви благодарам и вас на поканата и се надевам дека овој разговор денес ќе придонесете за поголема свесност за токму оваа општествена многу битна тема. Токму така, кога ја договаравме темата, гледав да биде тоа една тема која што ќе малку поголем фокус ќе даде на младите. Денес всушност станува збор за менталното здравје, за важноста на менталното здравје во денешниот брз и современ свет, нели со поголем фокус и поголем усврт на менталното здравје кај младите. По професија сте психолог и психотерапевт, стои во вашата биографија, па јас би почнала токму од тоа да направиме едно разграничување за сите оние кои што ќе го погледнат ова интервју, која е разликата помеѓу психологот и психотерапевтот и како ние да знаеме што да одбереме за нашето ментално здравје. Така, да, многу често луѓето надворни не знаат всушност и каде доаѓаат кога доаѓаат во психолошко советувалиште, дали ќе работат со психолог советник или ќе работат со психотерапевт. Има разлика, но таа разлика многу пати да кажам и не се разграничува, односно многу пати се преминува од едната улога во другата улога, бидејќи многу психолози веќе се и специјализирани психотерапевти и многу проблематики и предизвици со кои се работи се бара да се пристапи кон една подлабока разработка на тие предизвици и проблематики. Значи, еве ќе направиме едно кратко разграничување. Психолог е всушност личност која има завршено 4-годишно студирање на Институт за психологија, дали на приватен или државен, значи е по професија психолог и може да работи не само во психолошко советувалиште, каде што нормално работи на освестување на проблематиките на психолошките потреби и разбирање на човековото однесување, односно да кажам психодиагностика и истражување на токму на однесувањето кај луѓето, на сите потреби и сите однесувања кај луѓето кои се јавуваат. Најчесто психологот работи или во некоја организација, во одделот за човечки ресурси, во училиште и институции, каде што работи нели на освестување на оние психолошки состојби кои се јавуваат кај луѓето, или пак работи на истражувачка работа за сите тие психолошки процеси и состојби кои се јавуваат кај луѓето. Понатаму, психологот, како што кажавме, има 4 години студии, но понатаму психологот може да се надоградува во својата кариера во психотерапевт, каде психотераписката работа подразбира до едукација или специјализација во одредена психотераписка гранка. Имаме повеќе психотераписки гранки, каде што психологот се гледа која гранка му е поблиска до неговото сваќање на човековото однесување и свесност, каде што посетуваат одредена психотераписка гранка и работат понатаму психотерапија според таа психотераписка гранка. Она што е специфично не само психолози, туку и сродни науки, некои педагогија, социологија, можат да ја проследат таа едукација и можат да работат со луѓето понатаму, но она што е многу посериозно да се напомене е дека основата како психологите како треба да ја имаме за да работиме како психотерапевти, бидејќи основата е она која дава, да кажам, една теоретска многу значајна основа која е многу битна да се знае конкретно за секоја човекова психолошка состојба за понатаму да се навлезе во еден подолг процес на работа. Психотераписката работа е многу подолг процес на работа од она која работи психологот. Психологот, нели, како што кажавме, може да работи истражување која има одреден период, има одредена
рамка како се работи, а психотераписката работа е многу подолг процес на психолошки појави, психолошки пореметувања или ментални пореметувања или па потреби кај човекот или она што личноста бара да го промени. Значи секоја промена бара подолг процес на работа, каде што се внесуваат цели психолошки процеси на кој начин да се работи, се започнува од свесност, понатаму се продолжува со работење како, конкретно работење како да се обработи целата таа проблематика или предизвик со кој се соочува клиентот, за на крај да се увидат и, да кажам, придобивките од целиот тој процес. Значи, психотераписката работа е многу подлабока работа и подразбира многу поголем вложен труд во кој вложуваме и сериозни техники на работа. Токму така дадовме едно убаво разграничување помеѓу психологот и психотерапевтот како професија. Марија, кој не упатува кај психотерапевтот и што да очекуваме за прв пат кога ќе отидеме кај едно вакво стручно лице? Така, луѓето сами одлучуваат дали ќе посетат психолог или психотерапевт, најчесто нели се одлучуваат за психолог, ама не се свесни дека можат да продолжат понатаму со процесот на работа кај психотерапевт. Всушност, не ни знаат целиот тој процес дали е кај психолог или е кај психотерапевт. Многу често ние психолозите кои работиме приватно, сме психотерапевти, кога веќе сме специјализирани психотерапевти, се специјализираме за да работиме приватно на конкретни проблематики и предизвици со луѓето, односно тоа е еден цел долг процес. Најчесто сме да кажам психотерапевти во таа работа, бидејќи не смееме, ако не сме специјализирани, да навлеземе во приватна практична работа со клиентите. Обично се одлучуваат и велат дека ќе одат кај психолог, а они одат кај психотерапевти и работат на целиот тој еден процес. Бидејќи кај психолог имаме една советодавна и консултативна средба, каде што може само да освестиме и да едуцираме околу предизвикот со кој се соочуваат. Инаку, многу често ги испраќаат од психијатар, од матичен доктор, или од невролог, многу често им укажуваат дека предизвикот или проблемот со кој се соочуваат е за психолог, за консултација со психолог или понатаму процес на разработка со психотерапевт. Ке се сложите со мене дека денеска како да станавме малку посвесни, како да ја скршивме таа стигма околу менталното здравје и како се почесто да станавме свесни за посетата на психолог, психотерапевт или психијатар во одредени случаи. Како центар еве вака, со што се работите, што се нудите како центар и која е најважната услуга која што ја бара, најбараната услуга кај вас како центар во однос на менталното здравје и конкретно кај младите денес? Така, како центар имаме многу вака широка рамка на работни задачи и услуги, например, кои ги нудиме. Не е само психолог и консултативна и советодавна работа, и психотераписка работа, односно еден цел долг процес на потешки ментални предизвици со кои се соочуваат клиентите. Туку работиме и на едукација и доедукација на голем број, да кажам, луѓе кои се заинтересирани. Во центарот нудиме повеќе работилници за деца, нудиме школа за деца, за отпочнување во училиште, односно помагање во отпочнување на училиште, една цела програма. Потоа имаме и академија за родители. Академијата за родители исто така скоро треба да започне, веќе 2 години наназад тече, како едукацијска програма која трае неколку месеци и се реализира од повеќе едукатори. Потоа имаме и дефектолог и логопед кои работат нели на други предизвици како говорни мани, тикови и така натаму, или потешки ментални растројства каде што потребна е консултација, но и работа со дефектолог. Исто така имаме и да кажам, дополнително едуцирање преку социјалните мрежи, каде што испраќаме дополнителни совети, анкетирања и
да кажам, предавања кои можат да им бидат во прилог на сите родители, сите деца, сите млади. Имаме групи за личен развој за тинејџери и за млади, кои како многу добро функционираат и ги формираме нормално согласно интересот на тинејџерите. И што би набројала друго, имаме и дополнителни проекти во кои сме дополнително вклучени и надвор дури од овие услови. За работата на центарот малку подоцна повторно ќе споменеме, но сега јас би ве прашала овде еве конкретно за работата со младиот човек. Кај вас во вашиот центар што се влие врз менталното здравје на младиот човек денес најмногу? Каде младите најмногу се информираат за своето ментално здравје? Имаше едно истражување сега, чинам скоро го читав, вели најголемиот процент од младите се информираат на интернет за менталното здравје. Како ќе го прокоментираме тоа? Така. Да, младите најчесто се информираат преку социјалните мрежи, нели во последниот период, особено пандемијата со COVID-19 ни донесе една таква, да кажам, свесност дека менталното здравје како нарушено и всушност од таму произлезе и потребата да се доедуцираат или да истражуваат што е всушност сето тоа кое мене ми се случува, се случија огромни промени во животот и во нашето однесување, што е тоа всушност што се случува кај мене. Се информираат од социјалните мрежи каде што има доста многу материјал, каде што може да погледна доста многу материјал за менталното здравје, што е она што нив им се случува во моментов и зошто би требало да побараат понатаму стручна помош. Но она што е многу побитно, како што кажавте и како што го поставивте првото прашање, што е она што нив им влијае воопшто. Менталното здравје е на вака широка рамка, што повеќе би се запрашале што е она што им влијае да го создадеме позитивно менталното здравје и да се грижиме за менталното здравје, а од сето тоа произлегува она што најчесто ние го практикуваат и младите. Повеќе, да кажем, имаме негативни последици, негативни влијанија кои директно влијаат на она што се случува со нашето, особено нивното ментално здравје. Значи, она што најмногу влијае на менталното здравје е самиот квалитет на живот кој го живеа, нивното секојдневие, нивните интереси и желби и се она кое е околу нив, како самите деца, млади, возрастни, тинеџери го прифаќаат и го восприемаат. Она како ние ќе го восприемиме, означува и каков е квалитетот на нашиот живот. А тој квалитет на нашиот живот го определува и квалитетот на нашето ментално здравје. Но она што е многу побитно, како што кажавме, се негативните, да кажам, страни кои влијаат, негативните, да кажам, работи кои многу влијаат на менталното здравје, целиот овој брз начин на живот, желбата за мој, трката за пари, желбата да се има се повеќе, љубомората, социјалните мрежи, сето тоа влијае да се наруши и да кажем да се растргне нашето ментално здравје, да не знаеме на каде да тераме што е тоа што всушност ние правиме, што е тоа што треба да правиме, што е менталното здравје, затоа што апсолутно се во безсознание, дури и кога ќе испрочитаат еден куп стати кои се релевантни, кои се одлични на социјалните мрежи, апсолутно се во едно безредие во својата глава, затоа што многу далеко отишле сите оние работи во овој брз свет кои се случуваат, каде не знаат колку ова е веродостојно или не е веродостојно. Затоа многу е битно за менталното здравје да се посети психолог најпрво, а потоа и психотераписка работа ако е потребна, за да се освести многу подетално оваа проблематика. Ги споменавме социјалните мрежи, социјалните медиуми, колку и како тие влијаат на менталното здравје кај младиот човек денес? Така. Многу влијаат бидејќи станавме неспособни без социјалните мрежи и тоа како се околу нас зависи од социјалните мрежи, особено на младите и на младите тинејџери. Повеќе влија негативно отколку позитивно. Добро е да влијаат едукативно бидејќи навистина имаме многу информации на социјалните мрежи, но она
неразграничување на времето и неразграничување што се гледаме и што се можеме и колку можеме да гледаме на социјалните мрежи, создава еден раздор во главата и во мозокот на младите најчесто и на тинејџерите. Прво создава зависност. Толку многу содржини испреплетени, толку се имаш на социјалните мрежи, создава на таква зависност. Јас често велам, интернетот најдобро си ја заврши својата работа. Ништо друго на светот не ја врши својата работа како што си ја вршат социјалните мрежи и интернетот. Толку добро влијае на сите околу нас и толку многу е потребен. Едноставно токму така влијае и токму така се создава таа зависност. Не сме свесни дека е создадена токму таква зависност. Потоа социјалните мрежи предизвикуваат љубомора, предизвикуваат ниска самодоверба, предизвикуваат намалена комуникација, незнање како да комуницираат, намалена комуникација воопшто со надворешниот свет, како и нормално и физички промени кои како многу влијаат понатаму на целиот развој од животот. Кои се најчестите совети кои што еве како еден психолог, психотерапевт ги упатувате токму во врска со користењето можеби на социјалните мрежи за се што се случува таму и што можеби ни делува негативно на нашето ментално здравје, па потоа ни создава можеби анксиозност, панични напади во и тоа како да, имаме најчесто анксиозност, бес и панични напади, нешто што најчесто родителите го забележуваат пред да забележат дека многу долг период нивното дете е на мобилните телефони, на компјутерите со секакви содржини, дури родителите за жал или за не знам како да го наречам, секаде е различно, дури немаат време да проследат што се детето гледа на социјалните мрежи, нешто што е многу особено битно. Во ред е да се користат, но најде да видиме за што се користат. Но тоа тргнува најмали нозе. Доаѓа период каде што навистина се излезено од контрола и тогаш се обраќаат, кога е многу тешко да се работи, многу е тешко да се објасни и тоа е еден сериозен бес, сериозна анксиозност и панични напади, како што кажавме. Загриженоста на родителите тука веќе е исклучена од процесот и веќе скоро и небитна, затоа што веќе се отишло во момент каде што е многу сериозно да се работи и многу долг процес е потребен да се работи. Оно што најчесто го советуваме, веќе кажам, од прва средба, понатаму има за сите индивидуално посебни техники и посебни чекори како да се работи, во зависност од тоа колку време биле на социјалните мрежи и колку време траел целиот тој процес. За децата од мали нозе да се развие како прво дисциплина, ред дома и да се тргне од домашните услови, она што родителите пласираат на своите деца. Токму тој ред трае многу долго, бидејќи не бил создаден наназад, трае долго тој процес, неколку месеци да се тргне како прво од еден ред и дисциплина и правила дома, каде што треба нормално и родителите да ги тргнат мобилните, кога треба децата да се посветат на некоја друга активност. Друго, кое е многу битно, кое го препорачуваме, често велиме на родителите, зашто се тргнува од родителите, ако веќе му го тргнуваш мобилниот од рака, што друго ќе му дадеш? Бидејќи детето мора нешто да прави. И секогаш вели зошто? Ако не ова, тогаш што друго? Мене ми е досадно, што друго да правам? Не нашле нешто друго, не знаат нешто друго. Секогаш мора да се најде начин што друго и како поинаку квалитетно да се помине тоа време. А и тоа тргнува од нас како родители и ние тоа го покажуваме на нашите деца на кој начин квалитетно да се исполни денот. Спортот е многу битен аспект, кој исто така многу помага во овој дел и доста помага во тргнувањето од социјалните мрежи, од телефоните воопшто, барем одреден период. А за јавување на свесност, така и поголемите, правиме видеа, правиме конкретни примери, даваме играње на улоги, директно ставање во процесот каде веќе тинејџерот, кај посвесни тинејџери зборувам, веќе тинејџерот сам ќе ја увиди последицата од целиот тој сето тоа наназад што му било пласирано преку социјалните мрежи, да увиди конкретно што му се случува во неговиот живот и како неговиот мозок реагира кога е под долго дејство на мобилните и на социјалните
социјалните мрежи и кога е помалку, но му даваме директно план како да го искористи тоа време. Аменно полека. Никој не може веднаш промената да ја направи, кога веќе долг процес наназад имал пред социјалните мрежи. Значи, тргнуваме најнапред од навечер, кога да си легне, тргнуваме 15 на минути, половина час нешто порано, па да го остави телефонот, но во тој период му даваме обврски кои треба да ги заврши, кои се битни за неговиот живот. Потоа тргнуваме од тоа што све гледаш на социјалните, ова битно е, не е битно, кои се твоите цели, дали ова игра улога во твоите цели понатаму во животот. И сето тоа го изанализираме. Потоа тргнуваме од внимание на утрото и организацијата на денот. Тинејџерите тоа како можат да направат едно внимание, да кажам, на целиот ден, ако навистина добро знаат зошто сето тоа го прават. Затоа што и тие се загрижени како нив ќе им помине денот, а не постојано пред социјалните мрежи, каде што ја губат нивната самодоверба, бидејќи сметат дека никој не ги дружи, па ова ми е начинот, бидејќи не ни пробуваат други начини, не се научени да пробаат други начини. Така да тргнуваме и од утрото како да се организира, како да се посвети време на себе, каде што мозокот ќе почне порационално да размислува и ќе прими кислород, за да може да свати зошто не на социјалните мрежи, туку надвор во природа и во социјализација со другите. Така да има уште многу други техники, но ова е како за почеток. Се охрабруваат ли родителите или децата, еве можеби кој е поголем иницијатор за средбите со психолог? Во зависност од проблематиката и предизвикот со кои се соочуваат, дали младите или родителите се охрабруваат и едните и другите, тоа е добро во последниот период. Значи, баш ние колешките психолози размислуваме колку е добро или не е добро што се појави една поголема свесност за посета на психолог. Значи, работите требаше да ескалираат во многу голема мера, каде што многу е дури тешко да се работи на толкави предизвици и не знаеме до каде и колку можни промени може да има, колку можеме да подобриме во тој процес. Значи, не треба работите да ескалираат толку далеку. Тогаш се охрабруваат, тогаш кога смета дека нема излез и кога нема друго што они да преземат. А дефинитивно не преземале доволно кога веќе дошло до тој процес секако. Добро е што свесноста сепак се јавува, се обраќаат, но поголеми иницијатори се тинејџерите и младите, многу поголеми од родителите, каде што и сами се обраќаат и сами реагираат и сами бараат помош. Многу пати од родителите неразбрани зошто и како, но тие се поедуцирани во тој дел зошто е битно да одат на психолог и зошто ја бараат таа стручна помош, бидејќи веќе се доста едуцирани колку е битен аспектот ментално здравје. Моето следно прашање е што се случува со оние училишни психолози, колку таму им се обрнува внимание на децата, еве конкретно по основните и средните училишта, каде што знаеме дека има училишен психолог. Еве сега конкретно за мојата генерација, јас ќе кажам дека кај психологот се носеа можеби оние понајмирни деца, попалави деца кои што правеа постојано проблеми. Меѓутоа, дали тој психолог е таму само за тие деца или можеме да го сметаме како наш личен психолог додека сме на училиште да ги искористиме неговите услуги кои можат да ни помогнат? Така. Психолозите имаат специфична задача во училиштата. Еве јас како психолог училишен исто така во средно училиште, мојата задача е нешто поширока бидејќи се наоѓам во специфично средно училиште за спортисти и тоа како голем дел од мојата работа е многу директна со учениците. Дури кога нема да ми ги испратат, нормално ние работиме и доста проекти. Имаме дури тројца психолози, мислам, кои предаваат психологија, јас сум само психолог. Имаме пропишана програма и задачи како психолози училишни во училиште. До некаде законски не треба да излегуваме од таа програма, затоа и немирните деца се испраќаат, затоа тоа се едни 3 точки зошто кај психолог ги испраќаат или зошто педагошки мерки се изрекуваат, а за педагошките мерки најчесто одлучува психологот и потребно е да помине една средба со психологот, каде што се одлучува што понатаму. Обично средбите со психологот се кратки и најчесто се или за намален успех, од каде дошле причините и како ние понатаму
понатаму да реагираме, односно му се укажуваат последиците што ќе го снајде. Не работиме ние директно на проблемот. Немаш време да работиш директно на проблематиката и се повикува родителот, дали родителот е свесен, знае колку може родителот да вложи во целиот тој процес. Всушност известуваат на еден по лајт начин, да кажам, во однос на успехот која се работи, во однос на несоодветно однесување, најчесто не се насочени оние палави деца кои го реметат часот и редот на часот и не го почитуваат наставникот и тогаш ги испраќаат кај психологот за детето до некаде да го освестиме зошто сето тоа е битно, односно ние му го цитираме куќниот ред и кодекс на училиштето, нас до таму ние програмата и да кажам законските регулативи кои ни укажуваат докаде ние треба да работиме со тие деца. Ако се случи посериозно несоодветно однесување, не знам, тепачка, расправија, тогаш ги викаме и родителите и ги седнуваме децата во еден медијациски процес каде што работиме нешто подолго и каде што се гледаете подлабоко нашата работа како психолози и ги викаме за нередовност на настава каде што едва ги добиваме кога веќе се нередовни кај нас. И тој процес исто така трае кратко. Одлуката е на самиот училишен психолог колку подлабоко ќе навлезе во одредена проблематика, колку не. Бидејќи освен таа работа со советување, ние имаме еден куп други точки што се голема администрација, да кажам, и на вистина реално е така, каде што ние дури не можеме да се вложиме толку долг период, а долг треба, има 1000 деца во едно училиште и сите деца имаат потреба. Апсолутно сите имаат потреба, тоа е еден специфичен период, апсолутно и кога зборуваме за средно образование, и сите имаат потреба. Добро е да имаме отвореност кон децата кои сакаат да се обратат и тие сакаат да се обратат, но проблемот е што тоа ќе биде еден краток период. И сето тоа произлегува од самиот психолог колку е иницијатор за сето тоа и колку може да одвои од своето време за индивидуални, специфични средби за сето она кое му се случува, да кажам, приватно на детето како проблематика. Најчесто пристапуваме на тој проблем гледајќи дека кај повеќето деца имаме некој, не знам, агресија, имаме анксиозност, почеток на депресивна состојба, се согледува, имаме, не знам, класови на разведени родители или во процес на развод и се гледа што се случува кај младите. Во тој период, во тој случај се обидуваме групно да делуваме и групна едукација да дадеме на децата, бидејќи индивидуалните средби нормално се поефикасни, но не можеме подолго да обрнеме внимание. Така, едно убаво објаснување, ти благодарам. Во едно од претходните прашања ми одговори дека токму кога ќе се наталожат баш ептено на проблемите, тогаш можеби ни текнува за посета на психолог, па јас би ве прашала кога е вистинското време за посета на психолог и кои се можеби првите знаци кои што упатуваат дека личноста треба да посети психолог или стручно лице? Вистинско време најчесто го прифаќаат на време кога сами ќе одлучат, но вистинско време е кога веќе ќе видиме, ќе забележиме кај нас една нерамнотежа и неусогласена со она што ние сакаме и на каде ние тераме со секојдневието и со сите, да кажам, задачи кои ги вршиме во секојдневието. Онаа нерамномерност помеѓу себе и светот и помеѓу себе и нашите обврски, каде што ќе увидиме дека намалена ни е концентрацијата, намален ни е фокусот и ние едноставно немаме одговори на некои прашања, а се трудиме да најдеме одговори на некои прашања, каде што ќе забележиме на разнишеност, тоа е вистинско време да се обратиме најпрво на консултативна средба, да увидиме подобро е порано, него подоцна, каде што процесот трае многу подолго. Тоа се однесува и на родителите кога се работи за нивните деца и во нивната комуникација со нивните деца, но и за тинејџерите и младите и возрастните кои сакаат да се обратат на психолог. Работата на себе е многу битна, некогаш и може да се чувствуваме одлично, но и да се одлучиме да работиме на себе, затоа што можеби на нас имаме нешто наталожено, кое понатаму ни влие или би ни влијаело, така да може да биде секој време, вистинско време, но еве посочихме некои примери кога е тоа најсоодветно. На што следно работите како центар, какви се семинари, проекти ќе следуваат на агендата, на што се може да се учествува, на какви се програми за еден човек кој што можеби ќе реши да работи на себе?
Така, индивидуалните сеанси, средби, психодиагностика, советувања и нормално подлабока психотерапија секако остануваат секојдневно и секако тука сме и на нашата Facebook страна, веб страна, на нашиот телефонски број, мејл, доста познати, еве нели долг период денес славиме 9 години како центар. Честит роденден, да ви благодариме, веќе 9 години. Така да, она што следно ќе се случува е од 6 март, но ќе видиме нормално со групата во однос на терминот, така е забележан, 3-месечна програма за подготовка и припрема на дечиња првачиња, програма која ќе ги подготви за поаѓање во училиште, оние дечиња кои имаат некаде 5-6 години, кои се во предучилишна возраст, кои од септември ќе започнат со школувањето. Тоа е 3-месечна програма која ќе биде 2 пати или 3 пати во неделата во, да кажеме, на пријатна училишна атмосфера, каде што можеме поблиску да ги доближиме дечињата до еден училишен процес, но и да им ја доближиме убавината на училиштето, за да можат и полесно да пристапат кон тој процес, каде што ќе се обрне на многу повеќе аспекти внимание, да се подготват и за тоа, и за дисциплината во училиштето, да се подготват и за сите училишни активности кои следуваат, и за социјалниот аспект кој е многу битен. Следно исто така планираме се уште ненајавено да започне и веќе четврта група на Академијата за родители, која веќе тече 2 години наназад, сега ќе продолжиме исто така со Академијата, ќе биде поспецифична. Да, во склоп на центарот, иако со експерти и едукатори од надвор, но секако во склоп на центарот кои ќе ја водат таа програма, нормално заедно со и нас од центарот, логопедот, дефектологот и јас, ќе бидеме сите заеднички едукатори. Академијата исто така трае подолго, 4 месеци или 5, во зависност тоа како се договориме со групите. На Академијата за родители наназад има доста голем одзив и доста ефект има како едукација, да кажем, за родителите, многу им помага во нарастење и развој на нивното дете. Исто така следно кое го планираме и со заеднички проект да имаме програми за личен развој, програми кои ќе бидат многу подостапни за сите тинеџери, бидејќи ја согледуваме ние потребата, ние работевме досега такви програми, односно работилници за тинеџери, работевме и за сите тинеџери кои доаѓаат во нашиот центар и посетуваат, веќе имаат средби, намерно работевме интерни, внатрешни такви работилници за подобра социјализација од аспект на сето она со кое се соочуваат, ги организиравме заеднички за да можеме да ги доближиме децата до проблематиката, заеднички во работилница да работат, но понатаму планираме некаде за месец-два веќе се работи на програмата да отпочнеме и програма за личен развој на тинеџери, млади и адолесценти. Така, тоа се убави настани, убави активности кои што ќе следуваат и кои што ќе ги заокружат 9 години успешно работење на Центарот за развој, едукација и советување на деца и млади, Марија Маша. Марија, ве честитам за сите овие активности, за сите овие програми, сите овие настани кои што ги водите како психолог и како основач на истиот центар. Ќе ви посакам уште многу успеси, а овде сега ќе ви се заблагодарам за вашето одвоено време, што токму одблизу малку поразговаравме и ја доближивме сликата за менталното здравје на младиот човек токму денес во современиот и брз начин, можеби и брз и современ свет на живење. Се надевам дека овие совети ќе им користат токму и на сите оние кои што ќе го погледнат ова интервју. Ве следиме постојано, а исто така и пред нашите гледачи овде ќе кажеме дека можат да ве најдат и на социјалните мрежи, каде што и таму се она кое што го работите активно го пласирате и секако можат и да ве исконтактираат како психолог и психотерапевт. Овде ќе ви се заблагодарам и ќе посакам уште една наша средба понатаму за некоја друга ваква важна општествена тема. Ви благодарам. Ви благодарам и вас. Така е, почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Марија Конеска, психолог, психотерапевт и едукатор во Центарот за развој, едукација и советување за деца и млади, Марија Маша. Говоревме за менталното здравје денес во современиот и брз свет на живење, со посебен осврт и фокус кај младиот човек. Се надевам дека советите кои што ги дадовме и тематиките кои што ги обработивме во ова интервју ќе ви користат и токму ќе го задржат и вашето внимание. Јас овде ќе ве поздравам и ќе ви најавам наша наредна среда
наредба за 7 дена. До тогаш останете поздравени и чувајте го вашето здравје.